Размислував што да зборувам и се молев, барав и ми даде Бог она кое што го гледате. Бог на горите и на долините. Кога тоа во нашиот ум ќе дојде, што всушност ние размислуваме? Кога ќе кажеме горите и долините, која асоциација доаѓа во нашиот ум? Видите, браќа и сестри, многу пати во нашиот живот ние ќе бидеме и горе, ќе бидеме и долу, да бидеме реални. Животните ситуации се такви какви што се, но она што е важно, во каква и ситуација да се наоѓаш. Каде и да си. Знај едно, Бог вели, јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. На тоа јас би го кажам, ќе биде преслабо. Но кога ќе го каже тоа оној кој што вели јас сум алфа и омега, првиот и последниот, тогаш тоа веќе е нешто многу по-друго. Не знам дали има една стара христијанска химна која што зборува за еден верен христијанин кој што ја испратил сопругата со своите 3 ќерки од Њујорк за Лондон со брод. И на жалост, патувајќи бродот, доживеал бродолом, многу луѓе ги изгубиле своите животи и тој после неколку дена добил само една кратка телеграма: сигурно спасена. Се ставете се на местото на тој човек кој што знае дека испратил 4. Добива телеграма кој што е во еднина, сигурно спасена. Кој е спасен? Кој би посакал во тој момент да биде спасен? Сопругата, најстарата ќерка, средната, најмалата. Како може човек да направи избор? И во таа негова борба, тој седнува и ја напишува таа стара христијанска химна: поили ме мир сладок како река. На англиски It is well, многу позната. И тој вели: во сред искушение и маки ме водиш ти. Што и да се случува, ти ме водиш. И тој вели во рефренот: добро е на мојата душа. Не секогаш ќе ни биде добро, да бидеме реални. Јас не сакам, нити сум човек кој што кога ми е тешко едноставно. И тоа апсолутно нити сакам да го сокријам, нити да се маскирам. Сите ние да бидеме реални, минуваме низ тешкотии, минуваме сега и да ве охрабрам, ќе минуваме и во иднина. Но важно е со кого тоа го минуваме. Навистина, да го довршам примерот, тој човек покасно разбрал дека само неговата сопруга била спасена. Но на жалост 3 ќерки го завршиле својот живот во тоа длабоко море. Понекогаш, како што еден брат вели: Боже, зошто ме водиш во длабоки води? И ја пеевме песната. Зошто ме водиш во бурни води? И знаете кој одговор го добил? Те водам во длабоки води и низ бури, затоа што твојот непријател не знае да плива. Тоа што понекогаш за нас е тешко, едноставно тоа е патот на славата Божја. Тоа што ние како луѓе се воодушевуваме на тој бисер толку убав и скапоцен, за нас е толку убав, но за секоја школка тоа е борба на живот и смрт. И знаете, тоа почнува со едно зрнце песок кој ќе влезе и школката лачи за да се заштити. Всушност во средината на секој бисер стои една мала точка од прашина. Едно зрнце песок. Бог на горите и на долините. Псалмистот во 121 псалм ќе каже: ги подигам моите очи кон горите, од каде ќе ми дојде помошта. Мојата помош е од Господа. И кон тој Бог ние повикуваме. Сакам да ви прочитам еден текст кој се наоѓа во прва книга на Царевите, 20-та глава, од 23 до 30 стих. Значи, прва книга на Цареви, 20 глава, од 23 до 30. 20 глава 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 од 23 до 30
слугите го советуваа арамејскиот цар. Нивните богови се богови на горите и затоа беа поеќе од нас. И така да направиме вака, мавни ги овие цареви и постави ги војводите на нивното место. Потоа собери си голема војска колку што беше онаа што ја изгуби. Толку коњи и толку коли. Тогаш ќе се биеме со нив во рамница и без друго ќе надвладееме. Тој ги послуша и направи така. Кога помина годината, Венадат ги крена арамејците и тргна против Афек за да војува со Израел. Израелците се кренаа и тргнаа против нив и се влогорија израелците пред нив како две мали стада кози, додека арамејците ја покрија земјата. Тогаш Божиот човек му пристапа на израелскиот цар и му рече вака: вака вели Господ, затоа што арамејците велат дека Господ е Бог на горите и дека не е Бог на рамниците, јас ќе го предадам во твоите раце ова силно мноштво, за да знаете дека јас сум Господ. 7 денови беа влогорени едните спроти другите. Во 7-миот ден се зафати бој и израелците ги погубија арамејците 100.000 пешаци во еден единствен ден. Остатокот избега во Афек, во градот, ама зидот се урна врз 27.000 луѓе кои останаа. Избега и Венадат во градот поминуваше од една скривница во друга. Интересно е, многу пати ние во Светото писмо читаме за Бог кој што навистина се објавува во горите. Знаеме како Бог му се објави на Мојсей. Мојсей, човекот кој што мислеше дека е некој и дека е нешто. Всушност, тој мораше да ја научи лекцијата дека тој е никој и ништо и дека само со Божја помош може да стане некој и нешто. Чувајќи го стадото, кое што дури не беше ни негово, тој виде еден грм кој што гореше, а не согоруваше. И тргна да види што е тоа толку чудесно. И одејќи слушна глас: Мојсей, собој ги обувките, зашто местото на кое што стоиш е свето. Бог му се објави во таа гора. Тој отиде таму, го прими Божиот повик таму. Ќе отидеш и ќе му кажеш на фараонот: пушти го мојот народ. Покасно, во една друга прилика, ние ќе видиме како Мојсей е на гората Синај и таму Бог му го дава законот Божи, додека народот е долу во долината. Ете, браќи и сестри, Мојсей беше во Божјата света присутност, а на жалост во долината се случуваше нешто страшно. Народот направи златно теле. Тие кои што ги гледаат чудата Божи во Египет, на жалост заборавија во тој еден момент. Направија златно теле и викаа: ова е Богот кој те ослободи Израеле. Тоа е жално колку често пати бргу забораваме на она што Бог го направил за нас. Во една друга прилика го имаме Авраам. Сакам да ви послушам неколку примери како Бог ги повикува своите слуги да се качат во горите. Бог му каже на Авраам: Аврааме, земи го својот син, љубимец, Исак, однеси го на брдото Морија и таму принеси ми го како жртва. Знаете, кога го читаме ова вака, изгледа во Словото Божјо вели: и стана утредента старецот Авраам, го зеде својот син, зеде дрвја, зеде оган, зеде нож и тргна да оди со своите слуги. Попат одејќи, тоа бил пат од 3 дена. Одејќи, неговиот син вели: тато, имаме дрва, имаме нож, имаме оган, немаме жртва. Авраам вели: Јахве ниси, Бог ќе се погрижи. А знаеше добро што Бог му кажа дека тој треба тамо да го пренесе токму синот негов кој што го чекаше 100 години. Видите, понекогаш кога помеѓу нас и Бог ќе застане нешто, што и да е, во овој случај помеѓу старецот Авраам и Бог стоеше неговиот син Исак. Бог му кажа: земи го, тргни го. И таму, на брдото Морија, Бог
едноставно увиде, не дека Бог не знаеше, но сакаше самиот Авраам да види до каде може да оди. И дојде до момент кога Авраам го зеде ножот и буквално да удри на својот син, Бог му каже: Аврааме, Аврааме, застани! И Авраам беше наречен таткото на верата. Пријател Божи. Таму на брдото Морија. Беше извојувана една страшна, силна, тешка победа. Обично во лето ние за Илијин ден, кога зборуваме за Свети Илија, таму на тоа брдо, Илија едноставно го соочи целиот Израел, повторно на таа гора. Го соочи целиот Израел и му кажа на Израел: ако Јахве е Господ, служете му нему. Ако пак Ваал е Бог, тогаш служете му нему. Кој Бог ќе испрати оган од небото, тој Бог е вистинскиот. И замислете, 450 Ваалови свештеници направија жртвеник, а Илија сам, 1 на 450. Така доаѓа против нас непријателот. Тој не сака да ризикува. Непријателот ќе дојде со огромни чети, со огромни орди, едноставно обидувајќи се нас да не згази, да не уништи. Но псалмистот во 27 псалм вели: ако е Бог со нас, што може човек да не направи? Во 91 псалм вели: и ќе доаѓаат покрај тебе, но нема да се допрат до тебе. И 1000 и 10.000 ќе паѓаат, но до тебе нема да се допрат. Зошто? Зошто јас те запазив и јас сум со тебе. И замислете, тие 450 свештеници викат, вале. Ништо. Почне Илија да се подиграва со нив. Да ги смејува. Викајте, може би е на свадба, може би спие, разбудете го. Но кога Илија повика кон Јахве и оган падна од небото. Видите, во Илија немаше никаков сомнеш дека Бог ќе даде оган. Ако го читате тој настан, во Прво Цареви 17 глава таму, ќе видите вака. Илија му каже на народот: тргнете се малце, за да не изгорите, од огнот ќе падне. Тој немаше никаков сомнеш. И Бог ја даде таа силна победа на брдото на Кармел. И таму Илија со меч ги погуби тие лажни свештеници. Сите до еден. И само уште еден случај ќе ви кажам. На брдото, наречено Черепница Голгота. Тамо се извојува најголемата победа за целото човештво. Таму Господ Исус Христос беше принесен како јагне Божјо кој ги зема гревовите на светот врз себе. Ги зеде моите гревови, ги зеде гревовите на светот. Толку добар Бог е. Павле ќе каже: но Бог ја покажа својата милост кон нас со тоа што уште додека ние бевме грешни, тој умре за нас. И сега да се вратам на нашиот текст. Израел се наоѓа во една исклучителна тешка ситуација. Огромна војска се подига против Израел. Како ќе се чувствувате ако твојата војска е само 7000, а Словото Божјо вели дека толку бил Израел, како 2 стада кози и овци. А нас проти себе имате војска, барем она што е запишена, која што знаеме дека загинала е, скоро 130.000. 1:20. И замислите колку е таа, ние пееме една песна, како беше таа нашата македонска, каква борба, тешка борба, 1 на тројци или не знам, на 300 ли, како беше, има за гевгилиските чети кои што се војувале. Видите, браќа и сестри, пред 1 година истиот непријател Вен Адад се подига против Израелот. И Бог му вели на пророкот: немој да се плашиш едноставно. Излези и јас ги предавам во твоите раце. И излегува и Словото Божјо ни вели дека во еден ден биле убиени 100.000 арамејци, а оние 27.000 кои што избегале паднал зид и ги убил. Ова било нешто, би кажеле, фантастично. Не беше во прашање тука, браќа и сестри, ова ви го кажувам за да покажам колку Израел бил силен. Туку секогаш кога имате непријателска војска
и кога имате војна помеѓу Израел и другите народи, воглавном битката е од духовен карактер. Овие богови сакале да го победат Израелевиот Бог. А ние знаеме дека Богот Јахве е Ел Шадај, семокиот Бог. И тој никогаш не бил поразен и нема да биде. Едноставно, тие знаеле една работа. Нивните богови, како да ги има 100, а Бог вели јас сум. Нема друг Бог освен мене. Се вели е поселен таму во горите, но ако го симнеме долу, ќе ги поразиме. Колку често пати луѓето мислат дека Бог во кој што ние веруваме е некоја имагинарна личност. А тој е оној кој што живее во нашите срца. Тој е оној за кој што Павле вели јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Пред 2 дена бев во поштата да платам сметки и таму имаше една жена која што ја знам веројатно 20 години. Многу пати сме помагале. Таа беше самохрана мајка со 2 деца. Ете, по Божја провидност се запусти во поштата, вели сега ми е многу полесно и на нејзината колешка изборува, овој човек многу пати ми помагаше, едноставно го промени мојот живот. И таа другата жена постои да прашање, па како може човек да се промени? Во 5 минути го споделив моето сведоштво и кажав како средношколец во Скопје ми сведочија за Бог, учев во градежното, прв пат зедов Библија да читам, едноставно она што не може ја забрани, тепања, отфрлања, тоа го направи Бог во мојот живот. Пред 38 години, 39-та година како сум христијанин. Читајќи Библијата, знам да, но јас немам. Првата прилика, ако Господ даде, понеделник вечер, ако си одам вторник, ќе ја однесам и ветив, ќе ти донесам, ќе ти дадам да читаш, да видиш каков е оној Бог во кого јас верувам. Видите, Бог во кого веруваме не е еден од боговите, туку тој е еден и единствен и нема друг Бог освен него. И тој не е само Бог на горите, туку тој е Бог и на долините. Во долините ние често пати сме изложени, како да кажам, на опасност. Знаете, има во Библијата се спомнуваат разни долини. Во 37-та глава Езекил, ако читате, таму се зборува за долината на сувите коски. И тоа е еден, мислам, кога би можел еден филм да се направи, веројатно Спилберг би бил идеален за тоа како тие суви коски на зборот пророкот да оживеат и како се размрдуват и како се формира една силна војска. Имаме долина, во долината Бака, каде што немало вода, каде што било суво, и Бог им вели, тие и така изморени, им вели копајте дупки, утре нема да видите ни облаци, нема да чуете ни како дожд паѓа, а тие дупки ќе се наполнат со вода. Имам сигурно пред 5-6 години имам проповедано на таа тема и вели и другиот ден дојде вода и ги наполни сите тие дупки. Имаме и една друга страшна долина за која што Давид зборува во 23-тиот псалм. И да тргнам, како вели, из долината на смртната сенка нема да се плашам, зашто ти си со мене. Твојот стап и твојата палица се мој штит. Видите, браќа и сестри, без разлика во која ситуација да се наоѓаме, нашиот Бог е секогаш со нас. Има една песна која што наистина многу ја сакам и често пати на англиски е, на жалост, многу песни не се преведени. Една наша сестра Линда Рандолф ја пее и јас само ќе ги преведам зборовите, вели: Бог на планините е истиот Бог и на долините. Кога работите одат тешко или погрешно, тој ќе ги направи исправни. Бог на добрите времиња е се уште и Бог во тешките времиња. Бог на денот е се уште и Бог на ноќта. И едноставно рефренот е толку прекрасен. The God of the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. The God of the good time is still God in the bad time. The God of the day is still God at the night. Навистина, Бог е истиот, не се менува. Драга душо, се она што ќе му го повериш на Бог, Павле вели, јас верувам дека тој е моќен и кадар да го сочува до оној славен ден.
Можете ли да замислите каква битка? Видите, тоа е духовна битка кога Давид стои, малото дете, 12 годишно дете, стои пред силниот, големиот, страшниот Голијат. И тоа е духовна битка. Затоа што Голијат излегуваше и го исмеваше Богот на израелците. Од каде го знаеме тоа? Ако ја читате, бе во искушение требаше да зборувам токму тоа. Победи го твојот джин во твојот живот. Но еве само сосема накратко. И доаѓа Давид, го гледа тој огромен джин, и тој, знаете со каков презир зборува за тој Голијат кој што се перчеше таму и се правеше дека е некој нешто. Едноставно Давид вели, кој е овој необрезан филистеец, вели, кој се руга со Божјата војска? И покасно Давид ќе му каже на Голијат, ти идеш против мене со меч и копје, но јас идам во името на живиот Бог. И знаете, воопшто не било тешко да го погоди. Кога бил толку голем, јас така се смеам, па нормално дека го погодил Давид. Но работата е кога Бог го води, тој камен можел да биде фрлен и од бебе, тој камен го погодува и паѓа, и Давид ја извојува најголемата битка. Видите, не може ако некој се руга со името на живиот Бог, тој ќе биде поразен. Бог својата слава не дава. Видите, и Сотоната изгледа многу моќен, многу силен, кога стои и демонстрира. Павле вели дека тој е како лав што рика, барајќи некого да проголта. Но има таму едно друго делче кој што ние често пати го забраваме. Но вели, спротивете му се со цврста вера, и тој ќе побегне од вас. Многу духовни битки сум водел за тие 38 години. Имавме ние како црква сега, пред 2 недели престанавме 2 месеца пост. Браќа и сестри, понеделник, вторник, среда до сабота се пријавуваа по тројца, по четворица. Секој ден беше покриен. И можам да ви кажам, многу браќа и сестри, дури еден брачен пар беа во животна опасност. Пожар избухна. Ние како фамилија бевме нападнати. Други браќа и сестри ги споделувавме сведоштвата и се молевме и плачевме заедно. Зошто ви го кажувам тоа? Затоа што тоа беше една духовна битка. Неколку години. Тие 2 години ќе ги оставиме. Ковидот си го направи своето, но неколку години наназад. Од Струмица, од кај нас од црквата, скоро 30 луѓе се иселија. Мене ми е тоа, верувајте, многу ми е жал. Многу ми е жал кога нашите синови, ќерки, браќа бегат за корка леп на страна. Поубаво им било. Нема проблем. Но знаете што ќе ви кажам? Секој од нив кој ќе се врати, како жедни се враќа, ама немаме црква. Епа, не може да имате се. Како на многу мина мои браќа и сестри во Холандија, наши македонци викат, абе имаме пари, сонце немаме. Па викам, не може и двете да ги имате. Ние сонце имаме, а пари немаме. Оставете нешто и за нас. Може вие се да имате. И сакам да ви кажам дека работите почнаа да одат во еден обратен тек. 30 луѓе, ние сме толку туку од прилика, отидоа. Брачни пари, фамилии, млади. Ми беше многу тешко и рековме, ајде да се молиме. И молевме, и фала му на Бога, за тие 2 месеца, 3 нови луѓе веќе почнаа да доаѓаат. Тоа една комшикичка сама си дојде со детенство. Дури бевме изненадени. Нити ја знаевме, никој од нас не сведочел едноставно. Прв пат ја видов. Таа дојде и сега веќе со мојата сопруга една друга сестра има проучување, едносно почнала да има проблеми дома, мажот и знаете кај нас, ние мажите сме малку турски ков, нема жена да оди таму дека што јас не одам. А он нема изгледа намера цел живот да оди, но има една статистика. Драги сестри, кога сестрите тргнале на црква, братот попуштал, прифаќал. Многу проблеми кога братот доаѓа, жени да не попуштат. Сега, каде е проблемот? Вратот е изгледа. Ние сме главата, ама вратот некој контролира ситуацијата. Духовна е битката и ние треба да се спротиставиме со цврста вера. Може джинот да изгледа многу голем. Може навистина тој Венадад да дојде со силна војска.
Бог има контролата. Кога знаеш дека одиш во името на Бог, тогаш тој нема да биде Бог само на горите, тој ќе биде и Бог на долините. Браќи и сестри, апостолот Павле, кој што бил зафатен од љубовта Божја, едноставно вели, што ќе не одвои од љубовта Божја во Христа Исуса? Гонење, страв, неволи, смрт, ангели, ништо, длабочина, височина, ништо. Кога имаш довербата во Бог, ќе можеш да кажеш и како Павле, се можам преку Исуса Христа кој ми дава сила. Видете, се дури и кога промашуваме во животот, ако се вратиме и ако побараме Бог, ама онека како што вели Светото писмо, ќе ме пронајдете кога ќе ме побарате со целото свое срце. Тогаш Бог ќе ги слушне и нашите молитви. Колку е јасно кога сме горе заедно со Бог. Знаете, колку и да изгледат Петар како брз карактер, знаеше да каже прекрасни работи, знаеше да каже и многу лоши работи. Но кога беа на Маслинската гора заедно со Господ Исус Христос, и кога Исус се преобрази пред нив, кога тие видоа славата Божја, кога тие го слушнаа гласот Божји, што вика Петар? Господи, убаво не е тука. Петар не размислуваше да направиме 3 куќарки таму, една за тебе, една за Илија, една за Мојсей. Абе Петра за тебе, абе само да сум во Божјата присутност. Ништо друго не ми е важно. А знаете, паралелно на тоа што се случуваше долу во долината, другите апостоли се обидуваа еден син на еден татко да го исцелат, да го ослободат од демон. И не можеа. Знаете, кога ние одиме во нашата телесност, тогаш не можеме да победиме. Треба, наистина, да дозволиме Божјата слава да дојде. Ние треба да молиме. Јас верувам во Бог кој што прави чуда, но не верувам во чудаци. Разговарав со еден човек кој што, да бидам искрен, ние понекогаш веруваме малку поразлично. И тој ме убедуваше, вика, ако имаш вера, се можеш. Добро, брат, викам се, верувам. Не, веруваш, ама не веруваш. Ако имаш вера, се може. И јас упорно си стоев. Јас верувам дека Бог може, ама може Бог и да не одговоре. Не, ако ние молиме, Бог може. Едноставно бев предизвикан толку многу. И јас кога се обратив, се обидов да свирам гитара, ама како мал, еден прст ми е повреден. Не можам да го свикам. И тој е баш клучниот прст за гитара. Не можам да ги фатам жиците како што. И затоа се преориентирав. Што велат рокери смо равите и што ме постари знаат кои се гитара ми многу значи, ке јас се она не разглачи. Така ти е пее една песна. Јас како млад кога маја глава и вошка не ме останаше во косата. И му велам, добро, ти велиш дека имаш вера. Имам. Викам, те молам, моли се за мојот прст, толку сакам да свирам гитара, ама не можам ми пречи. Сега ти ме искушаваш. Видете, апостолот Павле моли за себе 3 пати. И Бог му вели, тоа ти е мојата благодат. Апостолот Павле молеше за Ефтих и го воскресна од мртвите, а моли за своето чедо, едноставно вели пи помалку винце заради стомакот. Видите, јас верувам во Бог кој што ги слуша молитвите и дека одговара на молитвите, но се во негово време, на негов начин и според неговата волја. Не верувам во луѓе кои што викаат јас сум чудотворецот и тоа јас сум, заборави го. Ние треба да го имаме во нас она големото јасно. Секоја битка која се случува на планината, знаете дека е духовна. Кога сатаната доаѓа, тој сака од планините да нас спушти долу. Тој сака едноставно да бидеме негов плен. Тој сака од кога ќе не омалуважи, од кога ќе не покаже со прст. Едноставно да ние се згрчиме. Апсолутно не. Токму тогаш, кога вели Лука во 21 глава, или кога ќе видите дека тоа се случува, кога ќе станат тешки ситуации, тогаш вели подигнете ги вашите глави, зашто денот на вашето избавување наближува. Браќи и сестри, нема ние што да се плашиме. Ние треба, како Павле, апсолутно кажеме, јас знам во кого верувам. И јас сум цврсто убеден. Ете, сум видел луѓе кои добро им одело. И во финансиски поглед, и во се. Но ништо не жртвувале за Бог. И сум видел како пробаѓаат.
Сум видел луѓе кои што имаат добро здравје и секогаш го користат тоа здравје за своите хобија, но никако немаат време за Бог. Јас во такво нешто не верувам. Да ми тврдиш дека веруваш во Бог, а да немаш време за Бог, тоа е исто кога јас да викам на мојата сопруга, јас тебе жено многу те сакам, ама немам време за тебе. Таквата врска не успева. Нема шанси едноставно. Видите, браќи и сестри, едно сакам да знаете. Порано или подоцна, лагите на сотоната ќе се разоткријат. Таа лажна змија ќе си ги покаже тие лажни нозе и ќе се открие тоа. Затоа нашата вера треба да ја положиме во Бог. Може непријателот да биде многу. Царот Ахав имал само едноставно 7000 војска, но Бог му кажа едноставно ти го предавам ова мноштво во твоите раце. Јас не можам да сватам 7000 на 130.000, барем тие што ги читаме. И вели Бог ги предаде во нивните раце и лом ги направија. Во еден ден убиле 100.000 арамејци. Видите, нашиот Бог кога војува, а Бог углавном војувал на страната на евреите во тоа време, затоа што ви реков овде стануваше збор за таа духовна борба, затоа што тие сметаа дека нивните арамејски богови се посилни. Никој не е како нашиот Бог, ќе каже Словото Божјо. Нашиот Бог е прекрасен во делата, страшен е во чудата. Пред, можеби 2-3 недели разговаравме со едни браќа и сестри во еден момент кога Бог му кажа он Исус Навин, оди, војувај, и јас едноставно ќе бидам со тебе. И знаете, вели таму и Бог вели фрлаше камења од небото и уби вика Бог повеќе со камењата кои ги фрлаше отколку Исус Навин и неговата војска. И јас поставив едно прашање така чисто малку за да се насмееме. Викам колку Бог е прецизен од небото да фрлаш камен и ни еден евреин да не погодаш. Се непријатно го погодуваше. Видите, нашиот Бог е прецизен. Кога станува збор, кога некој чепка на нешто што е негово, нашиот Бог вели како да чепка во зеницата на моето око. Зошто? Затоа што вели ти си скапоцен и драгоцен во моите очи. Јас те откупив. Вели во каква ситуација, ако минеш низ води, нема да се потопиш. Ако минуваш низ оган, нема да се, не знам, ние имаме, не знам во Скопје како велите, нема да мирисаш на чат. Ние имаме некој специјален израз во Струмица, на скопски можеби ќе звучи чудно, нема ли да го кажам. Да не ме разберете. Ние викаме испрли. Не знам дали го имате тој израз. Нема да мирисаш на чат. Зошто вели Бог? Затоа што те сакам. Зошто? Затоа што вели во Исаја 49:15 ќе каже затоа што твоето и моето име е запишано на неговите дланки. Таму на Голгота, кога клинците беа одирани на тоа брдо, кога се извојуваше најголемата битка, твоето и моето име беше запишано не со мастило, туку со крвта на Синот Божи. И Бог знае како да го сочува она што е негово. Често пати, кога молиме за некој, изгледа како да молитвите нема да бидат услишени. Бог им зборува. Бог ги предупредува, иако можеби тие не го слушаат. Духот Свети сака да помогне. Тој има свое време, тој има свој начин. Бог ја пружа својата рака. Можеби човекот не сака да ја прифати, но ќе дојде момент кога тој ќе ја прифати својата рака. Драги и сестри, колку е реално оно што Давид го кажува во Псалмот 139. Каде може човекот да побегне од Божјата присутност? Слушате што вели во 139 Псалм од 7 до 12. Вели вака: каде да одам од твојот дух и каде да побегнам од твоето лице? Ако се вознесам на небото, таму си. Ако легнам во подземјето, и таму си. Ако ги земам крилата на зората и се населам до крајот на морето, и таму твојата рака ќе ме води, твојата десница ќе ме држи. Ако речем нека ме скријат темнините, но дури и ноќта ќе биде како светло околу мене. Ни темнината за тебе не ќе биде темна, ноќта за тебе не ќе биде темна. Ноќта свети како ден и темнината е како светлина. Нема каде да се сокриеме од нашиот Бог. Нема, затоа што не постои место каде што тој не е. Бог едноставно вели дека никогаш нема да не напушти и дека тој ќе биде со нас преку сите денови до свршетокот на светот. Јас знам од лично искуство
и вероятно и вие, дека многу од работите кои ги доживуваме, пријатни или непријатни, работи кои ги сакаме или не ги сакаме, се случуваат заради нашиот личен избор. Затоа што можеби сум посегнал по нешто што не требало. Дете, браќа и сестри, не можеме со Бог да си играме топло-ладно. Не можеме горе-долу, лево-десно. Во Библијата постои еден радикален повик. Исус вели, ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го дигне крстот, нека тргне и нека ме следи. А ако одиме со Бог, не плашете се, Бог никогаш нема да не разочара. Проблемот е што често пати ние го разочаруваме Бог. Браќа и сестри, Јахве Ниси, Бог е тој кој ги задоволува нашите потреби. Бог е тој кој војува за нас. Бог е тој кој се грижи за нас. Бог е тој кој што нема никогаш да не остави, во каква и тешка ситуација да сте. Јас се сеќавам како студент. Искрено, само на брзина неколку лични искуства со Бог можам да ви споделам. Јас, мојата сопруга и 3 деца се спремаме да одеме за Осијек. Од джебот имам само 50 марки. Тоа немаше да стигнам ни до Белград да одам. А ние се спремаме утре са вајле, во 4 тргнуваме. И Бог преку браќа и сестри се погрижи ние да имаме дури и повеќе отколку да бев сам, немаше проблем. Но го прашај беа и 3 деца кои беа со мене, и Живко, и Ели, и Филип. Едноставно Бог се погрижи. Филип беше една посебна приказна за нас како семејство. Се роди многу рано и имам во мојот джеб само 5 куни. Тоа е околу 80 центи, 40 денари наши. Одам да му купам 2 барани од пазарот во Хрватска, за да му дадам нешто. Немам едноставно, студент сум. И одејќи на таму гледам еден брат од Украина, Виктор, викам, шо си така тажен? Абе, тој не сака, вели, писмо да пратам на моите, викам, а немам 5 куни, да ставам на писмото за да го пратам. Нешто тешка не е ситуацијата таму дома, не знам што се случува. Едноставно кога го слушнав тоа, бркнав и му ги дадов тие 5 куни, викам, ај оди. Не знам по која логика продолжи да одам према пазарот. Не знам. Одам таму, еднаш проповедав само таму во една црква во Осијек. Само еднаш. И тој човек беше познат во Осијек, беше жива реклама. Од напред и од позади. Тој целиот беше со стихови напишани. Тоа беше време во кое што Хрватска беше во војна и тој го повикуваше хрватскиот народ на помирение, да се врати кај својот Бог, да го слави Бог. И тој кога го види, брат Тони, дојди, вели, сакам да те поздравам и Бог ми стави нешто на срце, ми ја фати раката, гледам 50 куни. Застанав на една тезга и таму плачев. Јас 20 години работев на пазар. И сега, цел живот продавав, некој требаше да ми даде за да купам нешто. И Бог беше верен. Таков е нашиот Бог. Никогаш нема да не остави, никогаш нема да не напушти. Никогаш. Никогаш. Затоа што ако му веруваме, тој многу повеќе не сака отколку што и самите ние. Тој е Јахве Ниси. Тој ќе се погрижи за секоја потреба. Многу често, едноставно, кога бевме во тешки ситуации, одам да земам патен лист за да се вратам во Македонија. Затоа што Филип ми се роди таму. И седнувам во купето и се молам, Боже, дај ми прилика да сведочам на некој. И седнува еден човек до мене. Прв пат се среќаваме. Тој нема појма кој сум јас, јас немам појма кој е он. И почнам да му зборувам за Бог. Јас не знам од Осијек до Загреб тие 3 сати со возот како помина. Тој ми каже, каде си сместен? Викам, во Долни град, така, Цветкова 32, на Евангелскиот теолошкиот факултет. Нема проблем, се поздравивме, Иван се викаше човекот. Другиот ден тој дојде, без да знам дека тој бил главниот човек во Осијек, кој што бил застапник за Macintosh компјутери и вели, Тони, јас од се срце, кога ме зборуваше за Бог, Бог ми стави на срце. Јас сакам да верувам во твојот Бог.
И сум среќен што ти ќе се вратиш во Македонија и ќе сведочиш на македонскиот народ за тој Бог. Јас не знам ти во која состојба си, но јас испитав и можам едно 120-30 евра, можам вели секој месец да ти дадам без државата да ме удоначува. Прв пат го сретнав тој човек. Прв пат. Во тоа време јас немав ниту една, тогаш уште беа марки, една марка немав. Значи околу 210 марки тој ни помагаше. Бог само ни кажуваше како се грижи за нас како студенти. Јас бев со семејство, најброен бев, 5 мина бевме семејство таму. Бог не остави никогаш, браќа и сестри. Никогаш. Таков е нашиот Бог. Бог е Бог на горите. И лесно е кога си во Божјата присутност. Но кога ќе дојдеш долу, Бог нема никогаш да те остави. Никогаш нема да те напушти. Таков е нашиот Бог. Кога Бог ќе не земе и ќе не прегрне со неговиот шал на љубовта, што ќе не одвои од Бог? Држете се цврсто до Бог. Никогаш немојте да го оставите. Затоа што некој на Голгота умре за нас. Некој ја проли светата крв за нас. Нека навистина, како што вели Петар на црквата, вие напредувајте во благодата и познавањето на Господа Исуса Христа. Браќи и сестри, кога често се наоѓаме во долината, Сатаната знае да рика и да вика. Кога ќе направиме нешто што не е добро, тој вели, никогаш нема да бидеш доволно добар. Јас знам дека никогаш нема да бидам доволно добар. Често пати знам да кажам на некои луѓе, немојте да се обидувате да ме не правите лош. Вие знаете само детали, но јас најдобро знам колку сум лош. Јас најдобро си ја знам мојата биографија. И затоа немате конкуренција, немате шанси да знаете повеќе од колку јас што знам за мојот живот. Но јас сето тоа го поверив на оној кој што умре на Голгота. Сатаната може да рика и да вика, не си доволно добар. Погледни што направи. Ти мислиш дека си христијанин. Ниеден христијанин не би го направил тоа. За тебе нема враќање назад. Тоа е лаж. Тоа е лага на Сатаната. Дојди таков каков што си. Дојди и побарај го него. Довери му се на Бог. Бог нема никогаш да те разочара. Никогаш, никогаш. Браќа и сестри, кога мојот Јахве Ниси ќе ме опфати со тој шал, едноставно никој не може да ме отргне од него. Знам дека неговата љубов е толку прекрасна. Тоа е најчистата и најпрекрасната љубов која што тој ни ја дава. Тоа е моментот кога Бог ќе дојде и ќе стапне на нашиот пат. Браќа и сестри, Сатаната се обидува да ни изнарани. Но во раните на Господа Исуса Христа ние сме исцелени. Сатаната се обидува да не замолчи. А Бог вели, викај гласно, викај, не молчи. Сатаната вели, нема шанси. А Бог вели, нема нешто што Бог не може. Може се. За да знаете дека јас сум Господ. Никој нема друг освен мене. Исус Христос има власт, има сила, има мог да ги уништи делата на Сатаната. Тој го порази. Тој едноставно го дава сиот свој арсенал во овие денови. Се обидува. Тој знае дека крајот му доаѓа. Само оние кои се во Исуса Христа се победници. А на сите оние кои што поверува им даде можност да се наречат синови и Божи, ќерки Божи. И ако сме синови и ќерки, тогаш ние сме и наследници. Каков е нашиот Бог? Видите, еден наш брат во Струмица често пати во молитва знаеше и знае да моли и до ден денес. Боже, вика, сакам во небото, макар да имам, ние во Струмица имаме трска, таму Моноспитското блато е познато по тоа, макар да имам, вика, една колиба од трска, да е, ама да бидам во Царство Божјо. Ние сме понекогаш лажно скромни. Царство Божјо вели, улиците ќе се од злато, вратите ќе се од бисери, таму ќе биде нешто прекрасно. И јас навистина се чудам колку ќе биде тоа прекрасно кога Бог веќе 2000 години ги припрема тие. Тој го припрема тој дом за нас. А каков ќе биде? Тоа човечко око не видело. На ум не му дошло на човекот, ниту сум го слушнал она што Бог го припрема за тебе и за мене.
Таков е нашиот Бог. Тој е Бог на горите, ама тој е Бог на долините. Тој вели, не бој се и не плаши се, зашто јас ќе бидам со тебе, каде и да одиш. Буквално, оние зборови кои што Бог на Исус Навин во првата глава 3 пати му ги кажува. Браќи и сестри, тоа е мојот Бог, црква на Исуса Христа. Секоја непременлива река, тој може да ја премости. Бог е оној кој во невозможните ситуации се докажува. Бог е тој кој што може, ако треба, одново морето да го пресуши, за јас и ти да поминеме по суво. Не постојат долини од кои тој не може да не избави. Ако можеше Седрах, Месах и Авденаго да ги избави од таа печка вжарена, ако можеше Даниел да го избави од таа лавовска јама, ако можеше, тој може и денес. Немој да го ограничуваш Бог дека не може. Нека Божјата милост, Божјата благодат и тој Бог на горите, кој што дури и неверните арамејци исповедаа, тој е нивни Бог на горите и затоа ние бевме поразени. Нека дојдеме долу, нека ги направиме да ги пуштиме долу, ќе ги поразиме. Бог е со нас, каде и да сме. Нека Господ ве благослови, нека ве чува и нека ве води. Амин.